Македонските предпријатија ќе добијат како кредити нови 50 милиони евра од страна на Европската инвестициона банка. Каматната стапка по која ќе се одобруваат кредитите изнесува 5,5%. Ќе бидат одобрувани два вида на кредити – инвестициски и кредити за трајни обртни средства. Износите на инвестициските кредити ќе се движат од 10.000 до 3 милиони евра, додека износите на кредитите за трајни обртни средства ќе бидат од 5 до 600.000 евра. Рокот на отплата ќе биде 8 години кај инвестициските кредити и 3 години кај кредитите за обртни средства. Посебно користењето на овие 50 милиони евра е значајно во денешни услови кога во Европа кризата зазема се поголеми размери и кога е известно дека банкарскиот сектор и во Европа и во нашата земја се соочува со дополнителни ризици, заради кои што евидентно е дека пристапот до финансиски средства станува се поотежнат. Дека овие средства во услови на криза се добродојдени потврдија и стопанствениците. Значи, сите фирми да аплицираат за овие средства за да си олеснат својата работа и да може да бидат ликвидни, бидејќи во овие услови на криза ликвидноста е таа која што не блокира и ја го блокира полнењето на буџетот на Република Македонија преку нашето деловно работење. Министерот Ставрески соопшти дека веќе се водат преговори за добивање на нови 100 милиони евра од Европската инвестициска банка и тогаш кога од фирмите ќе бидат искористени 70% од постојните 50 милиони евра, ќе започне постапка за одобрување на новите 100 милиони евра. Ставрески исто така истакна дека нема да има зголемување на даноците, ниту пак прогресивно оданачување, бидејќи тоа би одвело многу предпријатија во пропаст.